Малаов програма на 103. Јас сум Георги Јаневски и сега ќе ви пуштам едно интервју кое го направив со колегата Златко Гелевски пред неколку дена во МКЦ на местото, на локацијата каде што утре во вторник од 20 часот ќе промовира својата последна книга насловена Видеологија. Она што успеав да прочитам се работи за книга која е колекција, компилација на веќе напишани. Делумно, со оглед на тоа што половично е за македонски рецензии, половина е за странските филмови. Со тоа што странските се тие што се објавени на YouTube каналот, меѓутоа се дополнително доработени и направена една селекција на најдоброто од најдоброто, онака greatest hits. Меѓутоа македонските мислам 2 или 3 само дека се објавени, а останатите 93 никаде немаат видено светло на денот. Така што половина од книгата е... Да, значи не се веќе објавени текстови, делумно се објавени, дел се дел од твојот видеоблог. Така. Океј, ќе фатиме со ред. Веројатно е у последниот период прв некаков обид да се третира македонска кинематографија на ваков. Така. Начин, ајде од таму да почнеме. Третираше македонска кинематографија од понова генерација. Така. За краткометражни форми, документарен филм, играно, имаш опфатено, претпоставувам се. Да. 2019 и 2020, значи тоа се тие 2 години во кои што се опфатени и домашните и странските. Со тоа што во домашните тоа можеби е некоја поголема реткост, со тоа што краткиот филм многу добро знаеш дека е драстично запоставен барем во филмската критика кај нас, заради тоа што и краткиот документарен и краткиот игран филм многу ретко да се најде во некоја публикација, а многу добро знаеш дека е важен за развојот на еден режисер, за неговиот стил, заради тоа што цел живот можеби некој ќе снима само кратки. Знаеш, и сега додека дојде до долгометражниот филм, веќе го кали челикот со помош на овие филмови и сметав дека нечи израз и сензибилитет се гради во нив. И потребно беше да се посвети акцент и на краткометражните, не само на долгометражните кои што се разбира дека сите ги гледаме, меѓутоа краткометражните за мене се многу важни заради тоа што со елементи на сето тоа што режисерот во иднина ќе биде, содржат овие филмови. Така што многу ми беше важно да се обрне внимание и на нив, без разлика дали се филмски фестивали, без разлика дали се поставени на дигитални платформи, дали се во некој конкурс кој што учествувале режисерите или па се можеби самостојни дела, нефинансирани се разбирани од државата, едноставно момци и девојки кои што имале сензибилитет за да снимат авторско дело, кои што сакаат со него да се истражат себе си и да кажат тоа што имаат да кажат. Така што поширока е лепезата, не се само филмови кои се финансирани од филмски фонд, значи тоа се и луѓе кои едноставно сакаат да прават филм. Претпоставувам некаков критериум не било тоа дали тој филм е високопродукцијски, не знам, квалитетен или буџетот не е никаков пресуден за квалитетот. Што е она што те влечеше во она, што те поведе во изборот, посебно као вие млади автори, краткометражна продукција, да речеме? Затоа што знаеш дека ја гледаш желбата за творење и потребата за барање на собствен израз. Значи тоа мене ми беше многу важно да го евидентирам дека ние денес во овие изминативе 2 години кои што беа турбулентни, имаме две сосема различни кинематографии во Македонија. Имаме 2019 која што е во таа нормалност во која што сите сме живееле, и имаме 2020-та каде што нема отворено киносала. Значи драстично се разликува и продукцијата во самите филмови. И тоа го претрпеа и долгометражни, краткометражни, и секако вид на продукција кај нас го претрпе таа флуктуација од едно во друго рамниште. И дури, денес се оправаме од оваа ковид криза. И тоа кај младите што мене ми се допаѓа е што не се плашат да ги направат грешките.
заради тоа што од нив само ќе научат да бидат подобри автори. Се разбира тие кои што мислат дека ремек дело направиле со своите пријатели, тука лежи проблемот кај нив и тоа ќе го осознаат на многу полош начин во иднина, кога ќе се соочат со посурова критика. Меѓутоа, тие кои што многу добро се свесни помладите дека нивните дела баш поради овие финансиски недостатоци, поради недостаток на опрема за работа, поради секаков вид на хендикеп кој што го имале, дали неможност на актери, неможност на перформанс кој што го барале, свесни се за тие недостатоци. Меѓутоа, желбата за создавање кај нив ја има. И тоа е непорекле. Постои филмска критика кај нас, меѓутоа секојаш е некаков, како да ти кажам, на маргините или па ја има, па ја нема, спорадичност. Колку воопшто мислиш дека во културата фали една конструктивна критика, не само за филм, туку воопшто на сите полиња? Јам чувство некако се поминува, добар си, лајк, само напред и тапкање по рамо и све е во ред. Има некош дури стигматизација на некој што ќе напише негативна критика, што ми е непоимливо. Така, меѓутоа проблемот е тука, пак знаеш дека сме мала земја, секој со секого се знае, твоите соседи се исто така режисери, твоите соседи исто така се критичари и сите во мало излегуваат. Така што тука е проблемот со кој што се соочуваме, меѓутоа поголемиот проблем е суетата на авторите. Мислам дека треба и самите автори да се соочат, зборувам сега за режисери или воопшто творци на уметнички дела, да се соочат со фактот дека делото како ќе го снима не е повеќе во нивните раце. Значи тоа е предадено веќе на реципиентот и тој треба да пресуди дали тоа е квалитетно или не самите автори. И не треба да биде насочена критиката конкретно лично кон нив. Мислам, тоа многу ме иритира кога ќе забележам критичари кои што го напаѓаат интегритетот на нечиј автор, а не го напаѓаат неговото дело, заради тоа што делата говорат за нас. Проблемот настанува во тоа што се лично си прифаќаат авторите и мислат дека ова е атак кон нив, а не кон нивното дело. Добронамерната критика, која што веќе ја напомена, конструктивната, таа се однесува на потенцирање на евентуалните недостатоци кои што во иднина, доколку би ги решиле, би било во нивна полза заради тоа што би направиле поквалитетно дело и поиздржано дело, заради тоа што кога со тоа дело ќе конкурираат на фестивал од А категорија, тие веќе имаат изгледано 10.000 слични филмови. Значи, тие многу добро знаат што е квалитет и што не е и ќе се соочат со неуспехот да бидат одбиени од селекција. И се некој друг ќе им биде крив, а не да си се погледнат во гледало и да си посочат прст кон себе си, што е всушност проблемот зашто се става суетата на преден план. Затоа, кога е нешто квалитетно, и странство го забележуваат и го наградуваат во зависност на кој фестивал станува збор. Така што кога ќе влезе тој филм во нечија конкуренција со 3.000 други, 5.000, 10.000 други филмови, селекторите многу добро знаат што гледаат. Значи не се од вчера изгледале веќе илјадници такви филми. Така што критиката е добронамерна со цел за идните дела да бидат по-добро конструирани за разлика од аномалиите кои што не знам, можеби некој е навикнат само една иста форма да негува, еден ист шаблон на диалог да го користи. Тој може само еден филм да работи. Тоа не е применливо на сите различни тематики, знаеш. И сега тие се проблемите со кои што најчесто се соочуваме во поглед на критика. Со оглед на тоа што се млади автори, значи пак се 30-40 години на нивниот живот, значи coming of age темите и проблематиките на младите секогаш ќе бидат актуелни и се присутни, нели? Би било дегутантно да се снимаат филмови за некаков си старец и продлабоченоста на времето, мислам, или некаков си период писец кој што не би соодветствувале прво на интересите на самите режисери. Така што таа младешка бунтовност е се присутна или едноставно изгубеноста, отуѓеноста на модерната доба. Значи како тематики и проблематики се навлекуваат во повеќе дела. Сепак нели станува збор за мелодрами, станува збор за снимени со мали буџети во една локација, 2-3 во зависност колку имале можност со опремата која им била на располагање, така што како тематики овие можам да ги напоменам дека сепак се проблематики кои што допираат повеќе до денешни генерации, до млади побуди. Меѓутоа, интересен мене ми е оној феномен каде што жанровски диверзитет се распространува заради тоа што има автори кои што се растени, например, на научна фантастика, се растени на акциони филмови, други има кои што се растени на комедии. И сето тоа се обидуваат на
низ таа своја призма, низ тоа впивање на сето тоа гледачко искуство да го канализираат на македонски начин. Сега можеби нема да функционира ако некој сетинг од Лос Анџелес се стави во Ѓорче или во не знам во Карпош, ама може да функционира ако се прават некои урбани скопски легенди на пример. Да се направи во Гај Ричи фазон. И такви филмови добиваме, малку по малку. Значи, овие помладите генерации се растени со режисери од 90-ти и од 2000-ти и мислам дека тоа се обидуваат на некаков начин да го преведат и да го канализираат во нивните филмови. Барем колку што забележувам во успешните дела, неуспешните се веќе друга тема. Некојаш имам чувство дека многу автори го користат краткометражниот филм како некаква само скратена верзија на долгиот или еве како ја замислувам дека во иднина ќе ги правам моите долги филмови без некако да ја почитуваат специфичната форма на краткиот метар за испробување, за експериментирање со форми, ненаративни, поекспериментални некакви изрази. Го има ли тоа во Многу малку заради тоа што се држат до тие, како што убаво напомена, сцена од голем филм што никогаш нема да го погледнем. На тоа изгледа поголем дел на филмови, конкретно голем дел од тие кои што добиваат некакви буџети, заради тоа што се игра на безбедно, игра на веќе готова форма која што некаде било поуспешно или понеуспешно применета, се разбира со помош на Алекса Мини која што ми е на располагање. Ова експериментирање кое што ти го напоменуваш повеќе можеби би се однесувало на некои си попрогресивни текови, не знам, на нешто што би го правеле и млад Линч и Жодоровски, некоја таква паралела ако бараме кај нас. Мислам дека тука заостануваме со оглед на тоа што има некаков си јас кој што можеби посмели би биле тие потфати во 90-тите кои што Станковски компанија ги правеле со тоа авангардно пресликување, постмодерен контекст на сликарство визави филмска уметност. Денес многу малку има експериментални филмови од овој вид, баш поради тоа што знаеш и ти дека многу е помала групацијата на луѓе кои што би ги гледала и која би развила некаков си диалог. Секако тоа треба да доаѓа и од авторот, нели? Не баш секој сака да работи експериментален филм. Би рекол ретко кој сака да работи експериментален филм, заради тоа што тоа бара отварање на себе си на пространство во кое што нема да му биде удобно на авторот да чекори, заради тоа што треба да се истражува себе си додека го прави делото. Најчесто кога се има готово дело се преминува во фаза на снимање. Кај експерименталниот филм тоа бара и подлабоко чувство за тоа што не го гледаме на хартија, а го има визуализирано авторот. Малку се тие кај нас, меѓутоа се надевам дека посмели чекори ќе направат во иднина. Ја немаме ни таа традиција, да бидеме искрени, имаме документаристика, имаме анимиран филм традиција, меѓутоа традиција на експериментален филм реално немаме, не е зачудење што ги нема ни тие обиди кај нас. Спомнам дека во книгата третираш и светска европска кинематографија, што претпоставувам дека се тоа некои, не знам, кажи која кинематографија е застапена во книгата, да и се вратиме пак на книгата. Значи, намерата и целта на видеологија беше да се направи паралела меѓу тоа што се случува во светот и што се случува кај нас. Затоа беше поставена светската кинематографија наспроти нашата, за да можеме многу добро да видиме каде сме ние и каде е светот моментално. И затоа беа избрани представителните според мене дела кои што имаат најголемата тежина на тоа естетско рамниште, секако ги имаат и буџетите за тоа. Меѓутоа, кај мене и во селекцијата што ја правам, не баш секогаш се држам до некакви си, не знам, оскаровски хитови или блокбастери, значи давам јас простор и на жанровскиот филм и подеднакво го третирам како и сите. Така што еден Роберт Егерс и еден Ари Астер мене подеднакво ми вредат колку што еден Мартин Скорсезе вреди. Заради тоа што сметам дека тие се иднината на филмот и нивните нови потфати се разбира дека ќе бидат застапени на исто рамниште кај што и Irishman ќе биде на Мартин Скорсезе застапен или па на Алмодовар последниот филм Pain and Glory. Така што на исто рамниште ги ставам и режисери кои што имаат 1-2 маркантни потфати, наспроти режисери кои што имаат 15-20 потфати, заради тоа што во таа година, според мене, таа е селекцијата која што вреди за да се дискутира за неа, заради тоа што имаат одредени тежишта кои сметам дека
прават некаков сичекар во кинематографијата барем денес. Придонесуваат ако ништо друго да се развие диалогот за тоа до каде е доеден филмот и каде може да оди. Така што ова се само неколку имиња заради тоа што се извикани голем дел од режисерите. Сепак меѓутоа се обидувам секогаш да правам некоја паралела. Ако има еден американец, има еден европеец. Некоја таков баланс се обидувам да направам. Значи да не натежне. Да не е само Америка или Европа, не. Мора да има и некој азиат. Ти си еден од најголемите филмски фанатици што ги познавам. Како се зарази со филм, Златко? Ако имаш некаква идеја, имаш, сигурно знаеш ствари, кога другарчињата... Кога те фати чивијата ти влезе. Супер, кога другарчињата мои се играа надвор, јас бев пред телевизор. И јас ги гледав маратоните кои што беа на домашните телевизии и останував до ниедно време буден, така што љубовта ми се роди мене пред малиот екран. Полесно дојде киното, така што љубовта кон маратоните, кон гледањето на тие долгометражни вечери посветени на филмот од секогаш тлее кај мене и до ден денес и организирам сам на себе си. Кои се тие конкретно маратони? Еве, викаш телевизија, кои маратони биле тоа? На која не знам дали се сеќаваш на Сител и А1, знаеш дека после 10 секој викенд имаше серијал на филмови. Така што прв пат Кроненберг јас го погледнав тогаш, прв пат Лери Кларк сум го гледал на тие емитувања, да. Дейвид Линч сум гледал. Да, 2000-ти рани, така што не. Рани 2000-ти подоцна. Така што тука затоа ми звучи она научна фантастика. Научна фантастика заради тоа што сите си се журкаа надвор. Тоа беше проблемот. И пропуштаа одредени интересни потфати кои што некој се дрзнал да го пушти Lost Highway на некој маратон, знаеш. И јас сум останал залепен за телевизор, прашувајќи се како може вака да размислува еден човек и како може да ги повлече овие паралели. Кои се овие светови во кои што тој ме нурнува. И тој прозорец што ми го има дадено за да погледнам во нечија креација, мене ме движи да истражувам пред се за себе си, што мене ме интересира во самото дело и што е тоа што делото го прави да биде значајно. Така што таа llубов кон филмот од тогаш се роди. Се занимаваш интензивно со филмска критика, работиш на 300 страни, 103, пишуваш. Треба дисциплина, веројатно, некаква за време, тоа и време. Како тоа функционира кај тебе, како успеа? Хаотично. Тука можам да ти кажам дека хаотично е. Секогаш има некаде каде што мора да се скрати и секогаш има некаде каде што мора да се даде поголемо внимание. Значи, со планер секој ден од толку до толку часот што е на агенда. Така што секогаш излегуваат некои непланирани работи и дејности и буквално наредната недела ми е планирана. Таа е таа дисциплина која што мене ми е потребна, а тој план се менува, ден за ден се менува дополнително, така што многу време посветувам и на истражување и себе надоградување и учење се уште на филмскиот занает, заради тоа што и сами знаеш дека се појавуваат секоја недела имаат промоција на нови камери, на нова употреба на техника на светот на LED, кое што ме интересира каде може и како може да го искористи еден автор и се трудам и тој дел да се надоградам, не само прочитување на филмска литература, што е составен дел, меѓутоа време нема. Се што ми е гледано, се ми е евидентирано и рангирано, за да имам јас увид кога треба некаков текст да пишувам, што би било повредно за да се реферира. Значи, мене ми треба чисто тоа како некаква оска. Денес пишував, например, за Coming of Age во 2021 и ми беше многу важно да можам да ја направам кои се изблиците на како во Иран тоа се решава, како во Америка тоа се решава со привилегирани семејства и како во Иран Coming of Age третираат. И морам да имам некаква евиденција на што имам гледано, барем во изминатата година, за да можам да направам некаква паралела. Coming of Age 2021. Кај ќе излезе овој ТВ и филмски печат. Така. Да, секој петок. Еден од моите, ако не е жан, како сакаш, ама тоа ми е најинтересно. Ако не знам што да гледам, ако не сум сигурен, гледам Coming of Age, некој тинејдж. Бидејќи појма немам ми дава увек некаква перспектива. Не знам. Сите сме го поминале тоа. Така сите може да се поврземе заради тоа што сите сме биле млади, не е важно. Сме поминале од тој премин на деца во возрастни и интересно е како нови генерации го сприемаат тоа. Дури има и
документарци кои што говорат буквално за childhood, онака childhood 2.0 еден од нив или adolescence. Значи документарци кои што говорат за созревањето на едно битие, што е тематика на сами coming of age филм. На радио водиш емисија во која третираш филм, музика, хоророт ти е, да речеме, некоја од првите радиски страсти, знам дека тоа го тераш во континуитет. Сега работиш емисија ТВ103, добро, 2 филма со сериите како постигнеш? За викенд. Тоа е викендче. Викендче е тоа, да. Преку недела е многу тешко да се одвои време за нив, заради тоа што тие јадат 4, 6 до 8 сати. Тоа е потребно за викенд. Цензор го гледав, не знам дали тој играше на Sundance, оваа година и од Берлинале го купија директно. Тоа е филм за цензорка од Британија кога видео нести се појавуваат, значи забранетите филмови од 80-тите и цензорка, тоест вработена е да врши увид за тоа кој ќе се го стават на листата, а кој не. Така што од Абел Ферара имаш филмови, нели, од сите тие Cannibal Holocaust го имаш таму и таа ги прегледува сите филмови. Тоа е професијата, мора да даде запис и оценка. И се случува еден да им се протне и тој филм да иницира убиец, да изврши убиство во Британија. Така што тука веќе се развлекува таа интригантна приказна за тоа колку филмот е составен дел од неа или ја има покането таа да влезе во неговиот свет. Така што Цензор е едно многу интригантно дело заради тоа што користи боја као арџенто што употребува силна црвена силна сина и си поигрува со тој Dreamworld, со тој свет на сон. И беше артхаус филм, мислам, сепак играше уште нешто потенцирано, Sundance и Берлинале. Така што тоа не е мала работа филм да го постигне. Тоа последно ми остави силен впечаток заради тоа што е инди, независно филмче, ама има срце, има душа, тоа и ретко кој се фатил сериозно да ја разработи проблематиката на видеонести фамата која што се развива. Хајде изненадев пред некој ден, улета изгледав човече, не знам, негде ми се појави, чекај бе, изгледа интересно. Гледав еден као не е документарец, прави некој документарец за све сценирано, се викаше Bloody Nose. Empty Pockets. Empty Pockets. Така, и тој беше сам да случи. И почиња, сега гледаш реални ликови се овие, секам добро, овие реални ликови, ама ова е све, и да, после прочитав, он ги собрал, се онакви пијаници. Да, од локалните барови сите ги има, скаутинг има направено. Скаутинг, да. И го одбрале барот, нели, кој што се затвора и ги пушту да живеат таа ноќ. И сценираното е толку. Мислам, другото се другото е каде алкохолот ќе ги носи тие ликови. Тука е авангардниот потпад. Можеш да замислиш на скопско ниво како тоа би изгледало кога би ги пуштил по чаршија тие да роварат во некој си кафеќи да приме. Тоа би било интересно да се погледа со локалните херои од скопските кафења. Да. Една ноќ се затвара, не знам, некој си кафуле, некој си бар и тие се сведоци на сето тоа, алкохол до смрт. Сега пак една сериозна малце ќе те вратам и да завршиме. Ајде. Пошто сме тука, како се вика тоа, на маргините на Златна рамка, ревија на македонскиот филм. Кој е твоето чувство некакво за условно еднината на македонскиот филм? Ево вие задниве 2-3 години, да речеме, беа најплодни, најуспешни. Дали е тоа некаков инцидент или ти гледаш некаква систематичност во тоа? Квалитетот постоел и пак ќе се навратам на тоа дека сите кои што успеале да се пробијат со своите филмови во странство имале квалитет во нивните краткометражни дела. Значи не е случајно Маријапчевска што е на Кански, не е случајно што Тамара е на Sundance и Унко исто така. Значи не е никаква случајност заради тоа што нивните краткометражни дела и тоа како имаат квалитет. И тоа го имаат препознаено во светот, така што ќе ги има овие изблици. Значи, ние, како кинематографија, не сме најлошата кинематографија на светот, не сме најдобрата. Тоа треба сите да го знаат. Значи, имаме некаков си минимум кој што го исполнуваме. Меѓутоа, убаво е што им се даваат крилја на овие автори, да се искажат сето тоа што го носат во себе и тоа да биде препознаено. Така што имам благ оптимизам, ајде може така да го наречеме. Благ оптимизам имам заради тоа што ова не верувам дека ќе бидат последните изблици за тоа кога ќе слушнеме ние македонска кинематографија во иднина. Од
странски фестивали. Така. Заради тоа што барем сега е зачестено каде што нашите имиња ги гледаме на фестивали од ранг. Верувам дека во иднина, кога овие автори ќе започнат и долгометражни филмови да работат, ќе ги гледаме и во официјални селекции и во панорама. Книга се промовира, значи, во вторник во 20 часот. Тај неколку детали, чиво издание, кој е вклучено уште вана, чисто да тој еден, знаеш, да биде све по ПС. Така, значи е издание на ПНВ публикации, што значи дека модераторка ќе биде заедно, тоест разговорот ќе го води Јулија Величковска, така што со неа ќе разговараме за дел и за овие теми кои што со тебе ги начнавме, меѓутоа ќе разговараме и за статусот и позицијата воопшто на критиката и кое е местото на колку е низиното значење и кое е местото воопшто визави уметност и колку е потребна и зошто всушност е потребна критиката, не само филмската општо. Така што ќе биде еден, се надевам, фин разговор за кој што ќе може да книгата да биде само појдовна точка за да може да дискутираме за филмовите. Ако ништо друго, диалогот да се отвори и да разговараме за сето тоа што се создава тука и како може да биде тоа подобро направено или кои се добрите аспекти кои што треба да ги негуваме. Така што тоа е и воопшто целта и на промоцијата и приготвив едни кратки монтажи за сите филмови кои што се составен дел од книгата, така што ќе имаме еден видео материјал кој што во позадина ќе тече додека е разговорот за сите филмови со кои што се снимени тука и дел од нивните интервјуа кои што сме правили. Направи колаж, монтажен колаж од филмови што се застапени во книгата. Да, и од македонските и од странските. Така што еден мал белек плюс кој што ќе биде како освежување за. И Златко, што е следно за тебе? На што му се радуваш наредниот период? Ова после книгата, мислам. Се радувам што се отворени киносалите, што може да гледаме филмови воопшто и на отворено, тоа е еден благодат сите во кои што може да уживаме и се радувам на секој филм кој што ќе се појави, знаеш, и ти многу добро дека не храни тоа, ни дава една душевна храна, ментална хигиена, ни прави за да се надоградиме себе си како личности, така што и се надам на ветер. Очигледно во лето тоа ни е повеќе од потребно, на тоа се надева, на ветер. Додека кажам Златко ветер, ја 5 капки под демонстративно ги избриша. Да. Океј, тоа беше Златко Гелевски, драг колега од 103, ама ов програм во пресрет на промоцијата на неговата книга Видеологија, вторник в 20 часот Младински културен центар, дојдете. Фала, Златко.